Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на слободен печат. Денешниот гостин е единствениот лиценциран детски кардиохирург во државава. Има оперирано илјадници деца, интервенции, операции, спасување животи. Повод за денешното гостување е 5-годишниот јубилеј на Аџибадем Систина за отварање на детска кардиохирургија. Нашиот гостин, доктор Владимир Чадиковски. Докторе, добар ден. Добар ден. Не ми требаше волку голема најава, 90% од гледачите наши знаат за колку конкретно станува збор. Ве најавив како единствен лиценциран, меѓутоа не сакате во принцип да ве најавуваат како единствен лиценциран детски кардиохирург, меѓутоа вистината е таа. Па не се сеќам последен пат овде исто гостов поминано 2-3 години, веројатно. 3 години, да. Гледам по бројкава на операции, но значи поминаа 5 години веќе во Аџибадем Систина, така да имаме еден мал јубилеј во однос на 15 годишниот што беше во склоп на болницата и баш онака ми е драго бидејќи направивме еден одел JC акредитиран кој што навистина се гордеам, така да. Бројките зборуваат дека над 600 интервенции се направени за овие 5 години од како работите таму. Околу 600 интервенции се направени. Па не знам, мислам тоа што не се ни, кога све ова започна, не ни очекував дека еден ден ќе имам JC акредитиран одел со тим од повеќе 80 луѓе. Додека ја стално викам дека ние овде го зборуваме, некој оделот е полн со деца, некој се грижи за нив и најмногу од све сум горд на тимот, бидејќи тоа беше најмако трпно овие колку веќе 13-14 години од кога почна овој цел наречено почетокот као проект. Е да направиш тим. Бидејќи ја стално викам ќе најдеш и пари, и опрема и све, али ако немаш добар тим, све е џабе, така да. Значи ли ова дека веќе има некој кој што може да ве наследи? Па уште у фаза, бидејќи тоа е остана како последна опција во однос на хируршкиот момент, бидејќи е доста тешка работа, али во однос на сите оние, бидејќи е мултидисциплинарен тимот, не е само хирург, туку има ова од ретките начално гранки каде што не зависи само од вас. Вие сте само еден дел од тој систем. И бидејќи има интензивна анестезија, перфузија, сестрите се многу битни у целиот систем, така да баш е онака една тимска работа. Ајде околу самите операции. Тоа се фондовски операции, на вашиот одел се оперираат, односно се прават интервенции на деца од 0 до 18 години. Околу самата операција, текот на упоравувањето, бидејќи рековте дека станува збор за еден тим, односно еден оддел со 80 луѓе вработени. Па, бидејќи јас претходно можам да компарирам, бев детски хирург, сум специјалист по детска хирургија и после тоа сум специјализирав детска кардио, можам да ги компарирам работите. Детска кардиохирургија, таа е општи кардиохирургијата ќе возрастните е единствената гранка во медицината каде што морталитетот, смртноста ја гледате во самата болница. И вие сте во еден константен мониторинг на тоа што го работите. Зошто бидејќи точно се знае годишно нас колку не е морталитетот, бидејќи не успеаваме сите деца да ги спасиме. За разлика да речеме вие например немате представа колку умираат од гради, од карцином на града годишно или не знам карцином на дебело црево или кај нас конкретно цело време тоа и тоа е една ситуација каде што е парадоксално што го памтите повеќе да памтите децата кои што заминале, него тие кои што ги вако бидејќи представува еден терет. Во детска кардиохирургија постојат повеќе од 180 дијагнози, значи огромен број на хируршки техники, бара многу работа, многу време. Не знам, има 5 градации на тежина на интервенции. Секое дете е своја приказна. Значи имаме тешки операции кои поминуваат лесно, имаш лесни операции кои поминуваат тешко. Едноставно за да можете да го оперирате срцето има момент. Јас стално викам треба прво да ќе се роди, ја диагностицирате болеста, па го спремате за операција, па проаѓа операцијата, па срцето не чука, додека вие го работите, па треба почне да чука, па да се опоравите, па да идете дома. Во таа цела фаза, во тој цел процес се може да се деси. И затоа не сме, стално викам ја, секој се гледа ден за ден од операцијата, не се гледа 10 дена напред, така да пак ќе кажам, тоа ми е се последно време го кажам, ние сме у неколку наврати не даваме живот. Тоа би било многу лесно и друг ќе би се викал. Ние даваме шанса за живот. А тоа го прави системот, тимот и така натака, да едноставно има моменти кога треба и детето само да се избори за живот.
Статистиката вели дека имате многу низок степен на морталитет, односно дека преживувањето во вашата болница е доста високо во споредбено со другите детски кардиохируршки оддели по Европа. Во последното интервју ми кажавте дека следен ден, доколку има смртен случај, тоа добро го памтам, дека не оперирате. Ви треба еден период на операвување. Не можам да кажам дека сме најдобри, али по принцип мене ми беше најбитно да се движиме во рамките и во процентите кои што се да речеме и регионално и така, мислам тоа ми е онака битно во овој период. Моментот што викам ја, таа статистика е сурова. Например, ние немавме скоро, не знам, 6-7 месеци починато дете и одеднаш пак ќе ве стигнат неколку деца. Претежно збориме за деца кои се многу тешки, не збориме ние за здрави деца. Па се случува што тоа се деца со многу мани, со мала телесна тежина, може да имаат и синдроми во себе, но едноставно кога сте единствениот центар, вие не сте во можност да бирате. Така. За да речеме, ова дете не го примам, може да ми почине, па ќе си бирам само кој што знам дека би имал подобри резултати. И тоа едноставно е таков тип на борба. Значи, од друга страна, за тоа учевме, за тоа работиме, за да пробаме да го спасиме секое дете. Едноставно, мислам дека како проаѓаат, мислам, се потешки и потешки деца згрижуваме. Мене ми е драго дека започнавме во овој период на вистина еден правиме константен апгрейд. Значи почнавме со ЕКМО. ЕКМО значи неколку деца со ковид спасивме. Па почнавме со хемодиализа. Па почнавме со плазмафереза. Значи буквално ние сме на некој начин интензивна нега кој што е задниот бастион на секое дете од државата кој што веќе кога што нема кај да оди мора да дојде кај нас. Бидејќи ние примаме деца, кај мене моментално на оддел имам деца повеќе деца кои што не се само кардио. Така. Бидејќи бекапот кога имате вие, јас што викам тежината на кардиохируршката интензивна нега е инвазивниот мониторинг и третман кој што го правите за разлика од другите интензивни неги. Зошто? Бидејќи имате се, имате сите апарати, имате целиот систем, бидејќи ако вие можете да извлечете дете со од 1 килограм со срцева мана, со сите проблеми што ги има со себе, тогаш сите овие други се многу наводници, многу полесни да ги водите, бидејќи ова е многу потешко. И на тој начин нас ни е драго дека успеавме да многу деца имаме примено кои што не се само кардио деца, кои што сме ги спасили. Многу сме горди на тоа. Спомнавте дека има, мислам, секој случај е различен. Сте имали ли случај некој кога сте мислеле дека е безнадежно, нели, и операција и цел ангажман, а на крај приказната да излезе успешна и детето да остане во живот? Имаш интересната работа е тоа што секогаш го зборувавме претходно, сакам да го потенцирам. Значи ние што работиме претежно во Аџибаден Систина не сме дојдени од Франција. Значи сите сме дојдени од клинички центар. Сите сме го виделе тој клинички центар, ја работев долги години, значи 20 на години. Проблемот со во третманот претежно каде што имате мултидисциплинарен пристап е многу тешко. По мене од оваа дистанца дури невозможно да го правите во павилјонски тип. Значи вие секогаш ќе најдете добар хирург или интерниста каде што има индивидуален момент. Значи одлични хирурзи на клиника секаде ќе најдете, и кај нас нормално и така натаму. Али каде што ќе имате вие мултидисциплинарен пристап, кај што треба да седнат 20 доктори и да одлучат, е невозможно. Например, ние имавме сега таква една ситуација, можам да споделам бидејќи детето е дома, значи за детенце кое што беше малку 10 на 12 години, со диареја повраќање, и одеднашка детето се руши, нема у моментот кардиохируршки проблем, се интубира и дојдовме во една ситуација да за прв пат, бидејќи ви кажав го знам системов како функционира, кај мене во канцеларија да седат 12 доктори од различни специјалности, секој да си го каже своето мислење, да ме убеди у тоа што го кажува, да ја координирате целата ситуација, да имате инфектолози, радиолози, нефролози, значи од сите области, и детето е живо и е дома заради тој мултидисциплинарен пристап, каде што сите на едно место седиме и разговараме за таа проблематика. Зошто? Например, у таа состојба кој што беше детето е на хемодиализа, беше на ЕКМО, па на хемодиализа. Од хемодиализа организираме магнет, значи се носи на магнет, се снима на магнет, се качува горе со цела екипа, се прави пункција од коскена срцевина, се добиваат одма резултатите, се враќа на хемодиализа и тоа е 42 минути.
Значи, на клиника да го воспоставите тоа, технички ви кажувам е невозможно. Зошто? Хемодиализата на едно место, па треба несте магнет надвор, на друго место, па таму треба да барате инфектолог да дојде. Па да можете да ги соберете 12 души на едно место на едно место за минути. едно дете. Така. И сега рачунате дека тоа е, и сега да кажам, на тоа сум најмногу горд, бидејќи покажавме демонстрација на сила од аспект на стручен аспект, заради тоа што викаме чим успеавме ние ова дете да го извадиме, кој што беше скоро починато, со некој калиум од немерливи вредности од кој што застанува работа на срце, да детето си е сега дома, си бара рехабилитација, така, но си има дома дете. Значи, сакам да ви кажам, тоа ми е мене онака најголем успех, бидејќи со самото тоа што викам јас и секогаш се борев, бидејќи сум по природа сум продуктивен човек, не сум некој деструктивен, е што по принцип е нешто да оставите поди себе. Значи, да не зависи само од мене. Например, ја да седам вако и тоа све се затвара, не е едноставно да системот стане самоодржлив. Тоа ми беше најбитно и мислам дека по тоа највише успеавме сега. И сум горд на тоа. Имате стотици операции позади себе. Ке ми кажете сега, ако ве прашам кој е најмладиот пациент кај вас, најмлад е по тежината практично, немате по возраст. Кој е најмалиот пациент и која е најкомплицираната операција која што имате изведена? Мислам, за однос на тежината, јас стално кажам, бидејќи тоа е онака и за гледачите за вакво која не сум, мислам тежината као тежина е дискутабилна секогаш и носи поголем морталитет и поголема смртност и така натака, но мене да речеме ме фасцинираат некои работи кои што ја покажуваат човечката природа на ситуации кои што едноставно повеќе ми остануваат во себе него самата тежина, дали сме спасиле дете од 1 килограм или од 2 килограми, по принцип не ми прави некоја разлика и едното и другото детенце, мислам нема, али демонстрацијата на човекова си, например ја мислам најмногу ги сакам да кажам децата со Даунов синдром, дека они се еднаква една експресија на љубов. Имаме огромен број на деца оперирано со деца со Даунов синдром кои порано немале ни теоретски шанси да бидат оперирани пред да започне проектот, да кажам, за детска кардиохирургија. Имаше некоја статистика, пример, од 2001 до 2012-13, кога започнавме, ние повеќе од 1300 деца се починати без можност да бидат оперирани, што е огромна бројка на деца, бидејќи немале можност. Едноставно, дете со Даунов синдром да пратите вие у странство било невозможно. И едноставно, можам неколку, да кажам, успешни приказни, човечки судбини, да кажам, имаше една од нив ми е демонстрацијата на сила на и колку се силни мајките. Например, има многу ми беше драго бидејќи детенцето на една фамилија им се оперираше бидејќи не знаеа дека има срцева мана и моравме итно да го оперираме ради други причини и се оперираше во понеделник од тетралогија се вика зболувањето, значи тоа е трети, четврти степен. И ќе речете, окей, не, што е проблемот за тоа што оперира, бидејќи мајката се пораѓаше со второто дете вторник. И се може да мислите која е тежина. Едното дете ви се оперира од срце во понеделник, а вие треба да извадите друго дете и едноставно, мислам, машко нема шанси тоа го издржи, мислам, само мајка може. И едноставно ми е многу драго дека се заминаа дома со 2 деца. Али, мислам, тој притисок, можам да замислам колку е голем, да мајката едноставно чекаше, мислам дека плодот не го извади другото детенце додека не види што ќе се случи со ова дете. И така ги памтам, некој имаше исто една ситуација, имавме сега прошта година, и мислам ја објавив негде беше објавена да детенцето имаше најтешка срцева мана, транспозиција и нормално родителите многу млади може да ја прекинат бременост. Иако ние сме доста и го зборуваме тоа во однос на тоа, може наредно прашање ми го поставите, ќе ви го кажам, али по принцип беше и да сакаа да ја прекинат бременоста, еби да ги убедиле да ги едноставно не може. Да ве прашам зошто нема знаете ми одговорите, дека има брат близнак. И братчето стома го штити ова дете дека не можат ова никако да го мртват, бидејќи ќе отиде и другото дете. Така. И на тој начин успеавме исто да си заменат со 2 деца дома. Така, онакви, затоа ви кажав, тежината не значи колку што човечкиот фактор ми беше многу е по-врежан кога ги слушам вакви, тоа се приказни кои што веројатно никогаш нема ги заборам, за демонстрација на сила на живот, така да онака баш ми остава
повеќе тоа го памтам, него тежината. Остана ли уште нешто недоработено во детската кардиохирургија? Зборувам вас како човек, ве прашувам како лекар, кој што сте основоположник на некој начин на детската кардиохирургија во држава. Па, мисле дали треба да имам пензија? Не мислев на тоа. Да мислев на такво нешто ќе ви го поставам прашањето сигурно. Па, да ви кажам искрено, мислам дека ако се би сакал да имам уште поголем подлодок и така натака, едноставно да ја што викам, чим дојдам во ситуација повеќе да возам мотор и него да оперирам, веројатно сум успеал повеќе, али во оваа ситуација мислам дека сега влеговме во една фаза која што долги години ја чекавме да операциите на деца на срце стане на рутинска работа, како што е вашата работа и како што се едноставно да си течат работите, бидејќи ја кажувам неколку наврати сум кажал, може ме почитуваат, може не ме почитуваат, може викаат добро било, лошо било, не знам како и да кажат, лош хирург, добар хирург, не. Али јас знам една работа дека отворив пат за идните генерации. Мојата кариера вака онака ќе заврши за некој време, сум го кажал неколку наврати. Али патот и базата за да можат понатака да продолжат младите генерации, мислам дека тоа би било. Ви се случува ли бидејќи сте име во вашава професија, да инсистираат родителите вие да го оперирате детето? Па не, видете, нема инсистирање, мислам, они знаат дека сум само ја. И тука нема можност да речат, не, мислам, нема, целата работа ја стално го потенцирам. Тој триаголник на доверба меѓу таткото, мајката и јас во ситуација вако. Тој баланс се наруши, веќе нема, ако нема доверба, се руши целиот систем. Значи, многу е тешка операцијата, многу е тешко да воспоставите притисокот што го имате ако они не ви веруваат на мене и на целиот систем е многу комплексен. Така да од таков аспект не. Но на пример тоа ви го напоменав преска, баш би сакал да го спомнам во однос на прекинувањето на бременост. Тоа е стално и тоа го потенцирам, бидејќи се уште го имаме тој проблем, иако законски е предвидлив. Така. Ја не сум против абортуси и такви ствари, јас сум либерален во тој аспект, но да речеме ви имате до 21 гестацијска недела право да си решите што сакате да правите. Значи, сакате да имате бебе, некаде да имате бебе. Мислам, може да има милион причини. После 21 гестацијска недела, веќе тоа не е абортус, има глава, раце, нозе. Така. Моментот што е дискутабилен, се открива срцевата мана. И вие имате, ја ви кажам, доаѓате кај мене, имате тетралогија, ја ви кажам, смртност е 5 до 7%. Така. И вие се одлучувате да ја прекинете бременоста, тргајќи од аспект дека некој ќе ви каже, млади сте, ќе си направите друго дете. У тој момент ја им викам дека ви потпише тој што ќе ви го каже тоа, дека ќе имате друго дете. Значи не може никој да ви гарантира дека ќе имате. Значи може ова е тоа што треба да се борите. И што е се дискутабилно? Ако ја ви кажам дека смртноста е 5 до 7, морталитетот 5 до 7%. И вие на 8 годишно дете, како што бива животов, може да има тумор. И да е смртноста на тој тумор 80%. Вие за тоа дете и така треба. Ако не може во Македонија, се собираат пари, се собираат донации да го спасат тоа дете за да биде живо. Сега вие ова со 5% сакате да го мртвите, а ова со 80% се борите. Не е логично за двете да се бориме. Значи има 2-3 мани на кои што јас им сугерирам на фамилиите, како што е хипопластично лево срце, сингл вентрикул, кај што тоа се мани кои што навистина се дискутабилни и од етички од ова, дали бидејќи е долг 3 операции, долг престој во интензивна, квалитетот на живот е вакво, тогаш може да се дискутира за прекинување на бременост. Има огромен број на мани на кои што навистина вие да ги видите тие деца како изгледаат сега, се преубави деца и едноставно нема идеја по целата работа. Значи и затоа сметам дека законот предвидува, иако тој не знам требаше во неколку наврати зборевме се направи, предвидува кога има прекинување на бременост од одредена, може да е неурохируршки проблем, треба се викне експерт од неурохирургија, не само кардиохируршки проблеми, да се разговара со фамилијата, кои се последиците ова, бидејќи она од старт кој ќе отиде само ќе потпише други, вие немате представа. Значи може фамилијата ќе размисли претходно пред да се одлучи за тоа да го направи. И сега ние од држава се бориме со наталитет, ние дојдовме до некои резултати кај што вика 50% од децата се раѓаат, 50% се прекинува бременост. За деца кои што апсолутно имаат нормален quality of life. Значи, како секоја болест може да има милион проблеми, значи ние не збориме овде за здрави деца, али во текот на време. Така да мислам дека тоа треба да се обрне внимание, бидејќи на пример на запад е недозволиво. Мислам едноставно не дозволуваат. Само кај нас мислам се прави на тој начин.
И мислам дека треба во Америка, па мислам има држави кај што у затвор сиде, не е само Така, за прекина бременост. За прекина бременост, така да само да кажам, не дека сум против, али мислам дека треба да се разговара на оваа тема пред се. Ги спомнавте моторите, рековте дека треба да дојдете до стадиум некој кога повеќе ќе возите мотори отколку ќе оперирате. Да, тешко изгледа се уште, али последен да пат се кога надевам. се видовме, олтајмерите беа 5 на број и 5 мотори. Каква е состојбата сега? Сега забега работата, мислам скроз. Дојдовме до ситуација да правиме емисии за коли и мотори, тоа Так. спонтано така. Има еден креативен момент да направиш дистракција од свего што го работиш. Јас стално викам пасијата е една многу убава работа кој што има. Ама од пасија не се живе. Така е. Мислам, тоа е само трошиш у пасија, не правиш пари од пасија. Али влегов во еден креативен момент за правење на, сакавме да направиме на симбиоза помеѓу олтајмерите и нашите убавини со гости и искочи многу и многу е гледана и на YouTube и на телевизија, така да онака посебна приказна се олтајмерите се посебна приказна, има све во нив, онака баш е еден арт те враќа назад. Сега кој ќе видите вие сите коливе се исти, да ве прашам да ги погодите, нема да ги погодите кои се. Да, сите наликуваат. Пишете на GPT, направиме го Поршеот па позади, аудиот напред и он ќе ти клепа кола каква сакаш. Ова беа стварно ги цртале на рака, мислам онака баш е една пасија која што, не знам, треба да се доживе. Треба да се возите нека да видите. Веројатно поедноставно ќе ме сватите. Да, така е потешко. Повеќе возите мотор или олтајмер возила? Зборувам коли. Па Скопје повеќе сум со мотори, олтајмерите се повеќе не од аспект дека иако законот не предвидува вакво, тоа е онако ќе речат не е секојдневна употреба и реално е така. Ти не можеш олтајмер да идеш на пазар. Дека некој ќе те удри, тие делови се скапи и се возат ван Скопје претежно, а градов е веќе незамисливо, мислам, без мотор, бидејќи не се вози, мислам, она. Проблемот има другари стално ме критикуваат за ја немам технички, не можам да изведам повеќе од 3-4 дена да искочам, они патуваат по 10 дена, не можам да излезам толку од работа за да ме нема толку денови. Али по принцип градот сум повеќе на мотор него на олтајмер, ја викенди обавезно гледам да избегам. Сега малку чекам време. Го гледате само како пасија или евентуално бизнис? Бизнис. Нема бизнис во тоа. Зашто нема бизнис? Мислам, Не, се има повеќе бизнис, се ама изнајмуваат, се возат по Европа, па и веќе и нас гледам има некои десетина фирми кои што веќе издаваат олтајмери. Не, принципот на издавањето на олтајмерите све оки, проблемот е што нема каско за нив, значи не може да ги осигурате олтајмерите бидејќи се многу скапи. И моментот не е проблемот вие да ги изнајмувате, туку ако не да Боже ве удри некој, не може да го поправите после, не може да најдете делови за тоа, тоа се толку ретки машини. И затоа е повеќе луѓето што имаат олтајмери ги чуваат и ги возат за себе, него што има математику, тоа единствено да го продаете. Так. Ако има, например, ја имам цел систем се разработено веќе на мајстори, што тоа е потешко од хирург да најдете. Да најдете соодветни мајстори, али мислам дека успеа да направам еден добар тим и за тоа, така да сум многу некако ми се погодија мајсторија овој пат, така да со нив тераме се. Ми останавте должен, не ми кажавте колкава е бројката сега на олтајмери. Па не знам, има што знам, 10 коли има веќе. Значи за 3 години двојно. Да, ретки коли се. Доктор Чадиковски, ви благодарам за гостувањето во Слободен вас. печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Ви благодарам за вниманието.